Përballë kryetarit aktual të komunës Kumanovo, Sicili Garon edhe për një mandat tjetër, është kandidati tjetër nga radhët e LSDM-s dhe koalicionit, Martin Kostovski. Kostovski është jurist i diplomuar dhe ish deputet. Господине Костовски, добродојдовте во ова интервју во Алса телевизија. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Се надевам дека ќе дадеме соодветни одговори за моите сограѓани кумановци и кумановки за сето она што не очекува во наредниот период. Веќе многу енергично и активно сте во изборната кампања. Вие сте кажале кои се вашите ветувања, меѓутоа ние ќе ве прашаме за некои од нив. Кои се вашите планови за гимназијата во Куманово? Објектот се гради веќе, меѓутоа не е готов така како што беше ветено. Апсолутно сте во право. Значи, прво и основно гордост е што бев дел од претредничката група на Социјалдемократскиот сојуз, заедно во коалиција со ДУИ, кога донесовме средства преку Министерството за образование да се изгради и тој средношколски објект кој што е неопходен за учениците албанци, бидејќи долг низ на години учат, екзистираат, посетуваат настава во некои субстандардни услови во дирекцијата на поранешниот ЗИК. Како иден градоначелник на општина Куманово ќе се вклучам максимално ревносно и активно во доизградба на тој центар, бидејќи тоа е во ингеренција на Министерството за образование, меѓутоа и локалната самоуправа тука мора да има своја улога. Пред се и над се ќе се посветам на вклучување на водоводовната мрежа, а од друга страна ќе помогнам во изготвување, проектирање и поставување на грејни тела, односно водни пумпи и парно во целото училиште, со цел да може ден поскоро, односно што побрзо, тоа училиште да го ставиме во функција и учениците од албанска националност да посетуваат една квалитетна настава во современи училишни услови. Дали е проект што може да заврши во рамки на еден мандат како градоначелник? Апсолутно, да. Тоа е во напредна фаза целата градба. Мислам дека 80% е веќе готови. Со овие работи што треба да ги заврши идниот градоначелник, мислам дека до почетокот на следната учебна година тоа училиште ќе биде во функција. Околу неофицијално, околу 900 деца се на списокот за чекање во градинки во Куманово. Ова е многу голема бројка. Многу големи капацитети бара за решавање. Кои се вашите планови, кои се тоа што вие планирате за кумановци и овие деца? Во Куманово има еден муаве дека е полесно дете да запишеш на факултет отколку во градинка и тоа е поразително за сите политички структури во изминатиот период, особено за актуелниот градоначелник Максим Димитриевски, бидејќи не успеа да направи градинка, а во неколку мандати минатата влада на СДСМ му овозможуваше средства преку Министерството за труд и социјална политика за да се изградат тие градинки. Тој се повикуваше дека некој го кочи, дека немало донесен генерален урбанистички план, меѓутоа мојот приоритет во првите 6 месеци ќе биде донесување на тој ГУП и со самото тоа изградба на 4 детски градинки во населените места Тодемендол или Дива населба што ја викаме во Куманово, Зеленит, Перочичо и во населба Карпаш. Едно дете не смее да остане надвор од процесот на предучилишна интеграција и таа бројка од 900 ќе биде некое лошо минато во работата на овој актуелен градоначелник. Јас сум амбициозен и се надевам, посакувам во мандатот од 4 години да ги завршам сите овие 4 градинки. Нема да биде проблем за вас усвојувањето на генералниот урбанистички план? Мислам дека нема, тука треба само поголема ревност и поголема акција од страна на првиот човек на општината, односно градоначелникот, бидејќи има само потреба донесување на последна студија, тоа е сообраќајна студија и локалната самоуправа, предводена од мене, заедно со Министерството за транспортни врски, во првите 6 месеци ќе го донесе тој генерален урбанистички план, бидејќи на важност актуелниот од 2004 година. 2004 година е далек период, 21 година, Куманово не може хумано да се шири. Тука ќе ви дозволите да потенцирам дека со донесување на генералниот урбанистички план ќе има и две нови населби во општина Куманово. Едната ќе биде од појасот од Тодемендол, односно Диво населје кон Романовци, а другата ќе биде од Зелен рид кон селото Билјановци. Со цел да имаме еден хуман, урбан пристап со подземна, надземна инфраструктура на модерни населби. Речици нема општина во Македонија која нема проблеми со водата за пиење конкретно, а во Куманова кандидатите за Липково ветуваат дека ќе го решат проблемот со водата во нивната општина, што значи дека можеби ќе има ризик за Куманово да остане без вода. Кој е вашиот план за вода во секое време во Куманово? Капитална инвестиција како цевковод Липково-Куманово беше многу често споменуван од Максим Димитриевски. Меѓутоа, тоа исчезна неговата агенда и веќе воопшто не го спомнува, го стави адакта.
го заборави тоа предизборно ветување за кое што доби сериозна поддршка уште во 2017 година. Куманово лежи на вода. Куманово има потреба од квалитетно водоснабдување во наредниот период, секако дека како менаџер на општината заедно со новиот директор на едното претпријатие Водовод ќе се посветиме во делот на изградба на водоводна мрежа, квалитетна, која што и во високите зони ќе биде достапна за сите граѓани на општина Куманово, а не да биде луксус водоснабдување, бидејќи тоа е едно основно право, а не начин за кој што треба да се води политичка дебата. Во соработка со централната власт и при тоа над се и пред се ќе ги споменам тука европските фондови, бидејќи и за такви капитални објекти, за изградба на такви капитални објекти, секако дека треба голема поддршка од страна на нашите партнери во Европа. Оваа локална власт... А и време може би повеќе од еден мандат. Да. Не е битно, тоа е капитален проект или инвестиција за градот и граѓаните, која што не е зависно колку мандати. Тај Боже да биде што побрзо, меѓутоа, мојата амбициозност ќе биде насочена кон тоа кумановци имаат редовно, квалитетно водоснабдување во сите зони во општина Куманово. Комуналните јавни предпријатија во Куманово имаат многу долгови во целата држава, меѓутоа и во Куманово. Во второто место во ниво на државата е Водовод Куманово со 12 милиони евра, а на списокот е и предпријатието Чистота. Како ќе се справувате со овие долгови? Ова се поразителни бројки за менаџментот во тие две јавни предпријатија и градоначалникот, мора да го споменам пак, бидејќи тој е основач на тие јавни предпријатија. Делот работиве мора да ги менуваме. Прво и основно што ќе направам како иден градоначалник, широко ќе ги отворам вратите за неколку ревизорски тима да влезат во јавните предпријатија, да утврдат каде е направена таа штета, бидејќи во градот, меѓу луѓето, во чаршијата има многу инсинуации и моавети дека има индикации за криминално работење. После добивањето на ревизорските извештаи, кога ќе направиме сума сумарум и ќе повлечеме линија, ќе има преструктурирање на јавните предпријатија со цел да се даде квалитетна, добра услуга на граѓаните на сите 6 јавни предпријатија во општина Куманово, а пред се и над се јавното предпријатие Водовод и јавното предпријатие Чистота и зеленило, кои што според извештаите на завршните сметки во 2024 должат над 10 милиони евра. Од тука паѓа целата синтагма на она што го зборуваше Максим, дека е незадолжена општина, дека е раздолжен, дека работи домаќински. Бројките се поразителни, бројките го демонтираат во тоа што го зборува, меѓутоа, како и да е, после 2 ноември ќе има ред и домаќинско работење во општина Куманово. Може би и поради овие долгови, меѓутоа контейнерите во Куманово не се чистат, некогаш со денови, а некогаш и со недели, и има многу критики за чистотијата во градот. Кој е вашиот план за почиста Куманово? Куманово е претворено во последните, особено 4 години, во една нечиста, прљава касаба. Воопшто не личи на голема општина, најголема општина во Македонија, не личи на урбана средина, туку напротив, градата слика со преполните контейнери и нередовното собирање на сметот од домовите на граѓаните укажува на тоа дека сериозно треба нешто да се менува. Јавното предпријатие Чистота и зеленило работи со големи загуби. Јавното предпријатие Чистота и зеленило е залепено со жолти траки од страна на управата за јавни приходи. И тука повторно ќе потенцирам. Неопходно е влегување на ревизија да се воочи во што е проблемот. Бидејќи сите ние плаќаме смет, Максим Димитриевски во населбите го зголеми износот, односно сумата за плаќање на смет, а се изнесува еднаш во 10 денови. Нормално е продукција многу на смет, граѓаните плаќаат и мора да се возможи квалитетна услуга за сето тоа. Како ќе го направиме тоа? Со поставување на многу повеќе контейнери, со набавка на нови камиони за собирање на смет, мотивација на оние луѓе, наши улични херои, што ги викаме, што работат во 3 смени, а воопшто не се испочитувани, наградени од страна на менаџментот на едното предпријатие Чистота и зеленило и од страна на актуелното раководство во општина Куманово. Работите ќе ги менуваме, ќе има сериозен ред и дисциплина во однос и на работата на јавните предпријатија преку соодветна мотивација на вработените, бидејќи ако немате мотивиран работник, ќе немате и успех во работата. Може би зголемување на капацитетите во смисла на вработувања, нови вработувања? Па да, меѓутоа вработување секако би било во делот на оние сектори кои што директно работат со смет. Администрацијата е преполна. Партијата, знам, во изминатите 4 години направи една инвазија со партиски неквалитетни вработувања на секаде
во општина Куманово, почнувајќи од општината, јавните претпријатија, јавните установи, училиштата, брутална партизација, меѓутоа ќе дојде време после 2 ноември да дадеме шанса на професионалци да ги водат тие институции и нормално на вредни работници кои што посветено ќе си ја заслужат платата за која што ќе биде добиена. Имате околу 30 секунди зошто треба да ви веруваат граѓаните на Куманово. 30 секунди ќе искористам со тоа да потенцирам и да ги повикам граѓаните на општина Куманово дека носам ветер на промени, носам голема енергија за општина Куманово, носам еден урбан стил на работење на општина Куманово, да ја вратиме на смевката пред се, да ги наполниме улиците во Куманово, да видиме насмејани лица низ плоштата до чаршијата. Едноставно време е Куманово да чекори на едни победнички, успешни патеки кое што е многу посакувано од страна на граѓаните. Нема да разочарам бидејќи јас сум еден од вас. Надвор од овие 10 минути за промовирање, сакам да ве прашам за последниот инцидент кој се случи во Куманово пред 2 дена врз кандидат за советник од редовите на ДУИ. Како го коментирате тоа што се случи многу блиску до државните институции, до општината, до полицијата, до сите овие институции? Како го коментирам? Уште еден еклатантен доказ дека хроничната неработа на Министерството за внатрешни работи допринесува до тоа на 100 метри од полициската станица и 50 метри од општина Куманово се случи ваков обид за убиство или немил настан. Сега дека го судувам, во исто време повикувам органите на прогонот да работат ревносно, да се вклучи јавното обвинителство и страгата да ги даде вистинските насоки и смерници и да се казни сторителот. Катастрофално е ако има политичка позадина во сето ова, а уште пострашно е политичкиот ангажман да биде осуден на лични напади, дисквалификации, а уште повеќе и обиди за убиство. Ви благодарам многу за ова интервју во Алсат телевизија. Ви благодарам и на вас, чест ми е што бев тука. Риксеме ме информационната тира.